Разговори што некогаш биле природни, денес звучат поинаку. Родителите зборуваат македонски, а децата одговараат на јазикот на земјата во која растат. Токму од ваквите сцени се роди Домче, првата македонска дигитална платформа наменета за децата во дијаспората, со цел да не го изгубат јазикот, идентитетот и врската со своите корени. Идејата се роди всушност на една роденденска прослава во Германија. Мајка и ќерка зборуваа. Мајката зборуваше на македонски, а ќерката враќаше на германски. И тогаш сватив дека тоа всушност не беше само единствена случка таа вечер, туку се случува секојдневно во заедници семејства. Децата кога си доаѓаат дома за празниците или пак зборуваат преку видео повик со роднините од тука, да, им доаѓа да вратат еден-два збора на македонски, но потоа природно им доаѓа да вратат на локалниот јазик, додека пак повозрастните тука не го знаат нивниот локален јазик, поради што разговорот полека умира. Лансирана на 5 мај, денот на македонскиот јазик, апликацијата нуди поинаков пристап кон учењето. Нема тестови, оценки или притисок. Наместо тоа, учење преку игра, приказни, брзозборки и интерактивни содржини, што ги води виртуелниот лик Маја. Ајде да ја напишеме буквата А како ајвар. Домче им помага на децата да се запознаат со нашата култура, со нашите традиции, со различни места низ Македонија. Првите зборови што децата ги учат не се случајни, мама и тато. Зборови што не се учат со правила, туку со чувство. Преку мотиви од македонската традиција, од Охрид до галичка свадба, Домче го претвора јазикот во приказна за припадност. Во моментот кога родителот за прв пат се регистрира во Домче, Домче го прашува 3 прашања. Колку години има детето, колку го познава македонскиот јазик и дали ја познава кирилицата. И врз основа на тие одговори, нашиот лик во апликацијата Маја се прилагодува на детето. Односно, дете кое што не знае кирилица, го разбира македонскиот, започнува со слики и со звук. Маја вели да ја пронајде баба, тоа е наоѓа сликата од баба. Ги пишува буквите од азбуката на екранот, а потоа се учи да ги идентификува, сложувалки од Охрид или пак од бадниковиот оган за бадник. Исто така, од друга страна, дете кое што веќе го знае македонскиот, ја знае кирилицата, има сосема други активности. Истражувањето што претходело на создавањето на апликацијата покажало загрижувачки податоци. Повеќе од 1/3 од децата во дијаспората чувствуваат срам да зборуваат македонски јазик. Истовремено речиси 78% од родителите побарале дигитално решение. Кога разговаравме со родителите, 40% од нив рекоа дека најмногу се плашат од загубата на културната врска. 24% ни кажаа дека се плашат дека детето ќе го заборави македонскиот јазик. Други 24% ни кажаа дека нивниот најголем страф е тоа што можеби детето нема да може да комуницира со семејството тука и врската ќе се изгуби. Од тука свативме дека не станува збор само за јазично прашање. Прашањето всушност е дали детето ќе може да седне со баба и со дедо и да зборува. Дали кога ќе се дојде за Великден, ќе се чувствува како свое, а не како тугинец. И тоа е она што Домче го решава. За многу семејства ширум светот, од Минхен до Сиднеј, Домче станува секојдневен начин македонскиот јазик да биде присутен во домот. Апликацијата веќе има веб верзија, а наскоро ќе биде достапна и на мобилните платформи. Долгорочната визија е Домче да е на дофат на секоја дете кое што расте надвор од Македонија. Тоа не е затоа што мора, туку затоа што сака. Затоа што јазикот не е само збор и средство за комуникација, туку жива врска со семејството, спомените и корените, нешто што дури кога сме далеку од дома не потсетува кои сме и од каде доаѓаме. Браво за денес, Бојан! Ќе се дружиме повторно наскоро.